Добро вечер, ценета публико, здраво живо, другари и другарки. Вие ги гледате Црвените вести, а ова се настаните што ја одбележа неделата. Не, застани. Почекај, режисеру, пред да започнеме со Црвените вести, би сакал оваа прекрасна жолта, нескапана банана да ја дадам на аукција. Почетната цена е 20 денари. Продолжуваме. Враќање на воениот рок. Мистер Чочек, упорен тип, лош магионичар. Во новата епизода, кога мачињата ќе стивнат, ќе гледате Криптогемиджија за Црвени вести. и за крај се словенски рап. Во последно време на големо се зборува, а богами и се пројави огромна дискусија дали војниот рок треба да се врати, затоа што мажите станаа се понежни, а жените аздиса и пројавија огромна агресија. Да видиме. Простете, драги публикуме, малку се занесов во боксерската вреќа. Продолжуваме со еден прекрасен танцов перформанс и се разбира, бананата е се уште на аукција. Опа! Убаво е човек кога ќе се заигра, драги гледачи. А сега, во следниот прилог, ќе видиме еден упорен дечко. Ќе отвори. Сакала, не ќела, ќе мора да отвори. Упорноста секогаш се исплати. Се враќаме во студио. Сад га видиш. Сад га не видиш. Во продолжение го гледаме лошиот магионичар. И да, banaната се уште е на аукција. Z prawdziwym metalowym gwoździem. Jakbyś mogła sprawdzić, czy jest ostry. Jest ostry. Jest? No. Będzie mniej boleć. Ja wpuściliśmy? No ładnie. Za chwileczkę każdy z nas losowo wybierze jedną torbę. Zanim to zrobimy, ja zamieszam, tak żebyście... Ja nie chcę tej z gwoździem. Nie chcesz sobie zgłosić? Marzenka, nie. cieszy się, że on na tym każdy siadać nie każe. Doskonale. Słuchajcie, w taki oto sposób rozwalamy po kolei. Że jedna dziurka. Zrobimy tak, zrobimy na 3, dobrze? Uważaj. Raz, dwa. Kurwa, przepraszam. Przebiłem ci rękę. Naprawdę, przebiłem mi rękę.
Przepraszam. Ała, to Słuchajcie, bolało. nie, To bolało, ała. Błagam was, niech to się nie dzieje naprawdę, niech to będzie tylko i wyłącznie... Ała. chodź. Продължува месо, кога мачиня так е стивнат. Леле, газето! Чуй ме сега, момиче. Ако искаш, ще ходим на един много страшен купон. Аз винаги съм обичал момичета като теб. Естествено, ти идваш от Македония и това, което ще ти показа, ще стане много добре. Бега бе, аз се срамам тук, треми, изгаси го светлото. Това, което оговорихме с президентката, наистина ще стане от голяма полза за всичките хора, естествено и за нас, и за македонците, които винаги са водили инат. Ова банана се уште е на аукција, драги гледачи, и верували или не, достигна цена од дури 150 денари. Ке видиме до крајот на Црвените вести која цена ќе ја постигне. А сега одиме со нашиот комесар за макроекономија и геополитика, Крипто Гемиџија. Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст. Денеска во специјално издание од нашиот бункер за извидници позади непријателски линии во Малта. Како што може да видите, станува збор за највисоко ниво на црвена тревога, додека македонскиот народ и понатаму, како што може да видите на нашиот екран, се занимава за турски серии. Моментално имаме ситуација каква што е без преседан, нешто невидено уште од нуклеарната кубанска криза, каде што да не заборавиме дека геријатрија Џо дозволи користење на долгодометни ракети од Америка, така наречениот Атакамс, за напад на Русија. Тоа беше направено на 18 ноември, а на 19 ноември геријатрија Џо, или, како што знаете и сами, он буквално го става дем во деменција. Значи, да бидеме јасни, геријатрија Џо воопште не е способен за да однесува било каков тип на одлуки, како што може да видите и сами. Вака прилика изгледа после донесувањето на неговата одлука за потенцијално започнување на нуклеарна војна. Со тоа што да не забораваме дека геријатрија Џо во одамна воопште не е ниту способен да донесува одлуки, тоа го донесува некој во негово име, некој што сака ескалирање од најголем домет. Во оваа ситуација практично станува збор за Трета светска војна или уште полошо нуклеарна војна. Со тоа што не заборавајте дека ова го искористија еден ден подоцна украинците и при тоа нападнаа директно во Русија, во градот Бријанск, тоа е голем град во Русија, кој што го нападнаа со овие посебни Атакамс проектили. Проблемот во целата оваа ситуација е што овие проектили се способни да носат нуклеарни боеви глави, што значи дека до моментот кога истите ќе паднат на непријателска почва, не може да се знае дали истите се наоружани со нуклеарни боеви глави. Како што можеме да видиме, нивниот домет е околу 300 километри и може да достигне многу длабоко во територијата на Русија во било кој сегмент од оваа североисточна граница на Украина. Каде е овдека проблемот? Што знаете како кога жабата ќе го види конјот, како му ставаат подковици, брзо и она е крева ногата за да следи, така? Па така и во оваа ситуација Мала Британија брзо даде дозвола на Украина да ги користи Storm Shadow слично на Атакамс проектилите за удар длабоко во Русија. Со тоа што нормално веднаш тоа беше искористено од страна на Украина и беа искористени Storm Shadow проектили за удар на Курск регионот, каде што моментално Русија се обидува да го превземе овој регион назад од рацете на украинските трупи кои што прават инвазија во овој регион, со тоа што еве како изгледа дометот на овие проектили кои што моментално Украина ги има во собственост, во така речено постарателство, но нормално не може да ги користи без директна дозвола од страна на Мала Британија. Со тоа што да не забораваме дека оваа мала ескалација буквално ја стави Мала Британија во оваа потенцијална Трета светска војна. Да видиме што има да каже амбасадорот на Русија во Мала Британија. You say now that Britain is directly involved in this war? Absolutely. Britain and UK is now directly involved in this war because
Тоа е тоа што овие западни ретардирани водачи го спремаат на нашиот свет. Со тоа што не заборавајте, овдека е и Франција, која што веднаш после дозволата на Англија да ги користи овие посебни така наречени Storm Shadow Scalp проектили, дозволи истите да бидат користени од страна на Украина. Со оглед на фактот дека ова е во сабота, може би чекаат понеделник, но верувам дека наскоро украинците ќе ги искористат и овие проектили. Како што може да видите, моментално од 3 ваков тип на проектили, кои што може оваа крвожедна организација, така наречена НАТО, да ги достави на Украина, веќе 2 се искористени за директен напад на Русија. Доколку во оваа ситуација амбасадорот на Русија во Мала Британија веќе најавил дека Мала Британија е ефективно вклучена во оваа војна, погодете што би искажале и за атакам с проектилите каде што Гериатрија Џо веќе го направи сопствениот чекор. Останува уште еден член на оваа посебна гериатриска дружба, а тоа е Олаф Шолц, односно така речено канцеларот на Нацистан, кој што се уште не дозволува користење на сопствените проектили, така наречени Таурус проектили, но не се секирајте, овдека не застанува приказната, моментално само што, значи на 22 ноември, пред само еден ден, значи посебен тип на операција така наречена Дојчланд, која што буквално во 1000 страници доставени до секојдневното цивилно население им објаснува што треба да направат во случај на војна. Значи Нацистан на дебело се припрема за Трета светска војна. Со тоа што нормално, како и секоја нормална држава, така и Русија во оваа ситуација направи соодветен чекор и соодветно ја промени својата доктрина за нуклеарна одбрана, доколку било каков тип на напад од страна на Украина е директна закана по безбедноста на Русија и овој напад е извршен со оружје од страна на западните сили, ќе се смета дека овој напад го направиле заедно и веднаш ќе се смета дека оваа соседна држава како што веќе е во војна Украина и онаа држава која што ја поддржала, двете заедно се во војна со Русија и Русија веднаш има право да користи нуклеарно оружје ако процени дека ризикот по сопствената сигурност е доволно голем. Нормално, затоа што ова не е доволно, значи на западните џукели требаше да им се покаже и на поинаков начин, па затоа Русија искористи посебен тип на оружје досега невидено на военото поле за удар врз Днипро, каде што беше и мојата фамилија во моментот на нападот, со тоа што овој посебен тип на проектил, така наречено орешник или орев на македонски, е толку брз и лета со мах 11 брзина или околу 3 секунди околу 3 километри во секунда, значи не може да биде запрен и не може да биде ниту детектиран од моменталните постоечки одбранбени способности за противвоздушен напад, така да во оваа ситуација ви имате проектил кој што може да дојде било каде во светот, во било кој момент и да носи боеви глави и ниту еден противвоздушен систем не може да го сопре. Со тоа што еве како изгледа овој потенцијален напад на било која локација, ова е во живо од Днипро. Ако мислите дека ова е несериозно, тогаш не знам како да ви објаснам каде се тоа се движи, едноставно гледам дека целиот свет буквално мижи пред она што потенцијално се случува, па затоа мислев дека е време да го покажеме ова на македонскиот народ измеѓу турските серии да види што уствари се случува во светот. Еве вака изгледа силата на овој нов проектил. Замислете кога ова би дошло било каде во Европа со нуклеарно оружје на еден од овие проектили, кој што во истиот носи 6 боеви глави. Со тоа што, не заборавајте, еве како изгледа неговата, да речем, структура пред да биде испален, со тоа што една многу интересна реченица ставена од страна на русите, вели, после мене само тишина. Ете, тоа е нешто што треба да го запамтиме во овој момент, каде што сме буквално на една минута пред полнок според нуклеарниот часови за нуклеарна војна, со тоа што не се секирајте, конечно успеавме да влеземе во Гејропа, значи овие дебили од наши политиканти успеа да не внесат во Гејропа на крај, со тоа што со новата нуклеарна доктрина, не се секирајте,
и Скопје е ставено на метата за потенцијални нуклеарни напади. Значи, еве го успехот на нашите политичари, дали и понатаму се осеќате сега горди затоа што we are НАТО, дали сега конечно се осеќате како дел од Европа, кога потенцијален напад на Русија дефинитивно ќе не вклучи и нас со потенцијална нуклеарна војна. Како и да е, не заборавајте и понатаму имате турски серии на сите ваши ТВ канали и се надевам дека ќе уживате до следната епизода на Redcast. Поздрав, генерале! Епа, драги гледачи, тоа беше се во овие црвени вести. Се надевам дека уживавте во нашите рубрики. Што се однесува до бананата и аукцијата, цената достигна 170 денари. Но јас решив да си ја задржам за себе, бидејќи остана само оваа јушпа која што ќе ја ставам тука и ќе ја оставам мирно да скапува. Лека ви ноќ! Поздрав всем, добрый день, славяне. От Балкан до Горного Урала, да прибудет с вами междуславянская сила. Сербия, Россия, наша кровь едина. Чехия, ахой, витаю белорусам, дякую украинцам и привет всем русам. Черна Гора, Босния, Герцеговина, Македония. Я на здравие вам пию. Болгарія і Польща, нехай всі буде добре. Словенія, Словакія, розумливо говорю. Хорватія, хвала за глядание. Пишите комментарий и пошлите братьям.